кажете ми кои се конкретните чекови што ќе ги преземете до институциите, а не само Барање средства или со невладите? има еден чекор што решава се. Тоа е владата да го стори она што е обврзана со законот, да го врати градежното земјиште. Општина Центар да не биде единствената општина која што не може да управува со градежното земјиште, само да го додели. А има обврска законска за тоа. Кога ќе го доделат земјиштето, ниту ќе постои оној кај Пуик, ниту ќе постои ова тука, ниту ќе постојат нивните катни гаражи. Но ја добив одговор пред 2-3 недели дека едноставно општина Центар не ги исполнува условите, толку. А ги исполнуваме сите услови, зашто има општини кои што далеку од нас не може да ги исполнат тие услови, но го добиле градежното земјиште. Тоа е нашата прва битка. Второ, ќе бараме се разбира. Катноста да се намали. Кај Пуик да нема воопшто такви згради, да има зеленило. Тука да има зеленило. И веќе кажав, бидејќи гледам дека Министерството повторно врти таа тема, да повторам, ако има некој што се уште не може или не сака да поверува. На местото на општината нема да има никакви згради општински така натаму. Дали има други прашања? Дали нешто имате по конкретни сознанија околу овој конкурс? Тоа се веќе конкретни сознанија, затоа што можеме да ви го дадеме или ќе го пратиме по мејл. Тоа е уредбата што и минатиот пат ја доставив на пресконференцијата во понеделникот. Узурпирано е градежното земјиште и прогласено под таа ингеренција поделено е како назначено како земјиште од посебен интерес. Значи, од особен интерес може да бидат болници, школи, градинки, универзитети и така натаму. Не може кај Пуик да бидат стамбени објекти, а овде да бидат хотелски комплекси. Овде очигледно дека градежната мафија царува во владата на Република Македонија. Имате сознание чив ќе биде хотел? Не, немам сознание чив ќе биде просторот и тоа не е ни битно кој ќе го купи, кој ќе го гради, битно што со овие уредби на владата тоа се дозвола. Ние треба сите. Не е веќе во прашање општина Центар, кој што кажав. Сите треба заедно. И вие како медиуми, кои што исклучително битна улога одигрувате во формирањето на јавното мислење, да се бориме против оваа узурпација. Можете да замислите што ќе стане овде кога имаме еден зид од 100 метри, кој што е на должинат 28 метри и така натаму. Дали нешто ќе се зафати земјиште надвор од овие багаки, нешто имате? Не, тоа е како што овде е набележано во ова должина од 218 и ширина 28, тоа се неверојатни 6104 метри квадратни, меѓутоа тоа е засега се извинувам парцелата која што е каде што се наоѓа градот Скопје. А дали е точно дека според ДУП тука беше предвидено да се направи паркинг место за кој што ќе биде користено од граѓаните кои што се тука во градскиот парк? Многу добро прашање. Прво беше предвидено да биде катна гаража, па потоа беше сменето во деловен комплекс. Се разбира за да на крај секогаш заврши како што завршуваат нивните проекти со хотелски комплекс. Зошто? Затоа што таму се парите. Дали предвидувате нова општинска зграда за општина Центар? Ако бевте овде, знаете дека кажав пред 3-4 минути дека повтори фактички дека воопшто не планирам таква зграда. Министерството за транспорт и врски ми понуди јавно да прифатам зелена површина. Јавно прифаќам зелена површина, а они нека дозволат кај Пуигот зелена површина и овде зелена површина. Тоа ќе си подадеме рака и не е важно дали јас или Груевски или Министерството ќе бидат секни, ќе бидат најсекни граѓаните на Центар и на Скопје. Од Министерството исто така за транспорт и врски рекува дека општинава може да побара намалување на катноста и на висината на објектите. Дали е тоа направено досега и дали ќе се направи? Затоа е оваа пресконференција. Јас изванично тоа ќе го направам и ќе ги пратиме сите нивни активности дали тоа ќе го сторат. За жал не сум оптимист, напротив. Знам и тоа со сигурност го кажувам дека по пресконференција во понеделникот итно е свикана комисијата во транспорт и врски за да се бара реакции како да се спречи ова што веќе не може да се спречи, а тоа што мора да излезе во јавноста. Ние мораме преку јавноста да се бориме без разлика колкав е притисокот, без разлика колку се узурпираат нашите надлежности, без разлика што 6 пати е променет законот за урбанистичко и просторно планирање, без разлика што Уставниот суд се прогласува за ненадлежен, без разлика на тоа што не ни се доделува градежното земјиште, ние ќе се бориме до крај. Што едно прашање само на социјалните мрежи што се собираат нови граѓани во групата во одбрана Дебар Мало, велат предлагаат да се воведе мораториум за изградба во Дебар Мало, конкретно мислејќи на ДУП во Дебар Мало 1 и 2. Дали тука општината може да преземе некакви ингеренции да се спречи нешто што не е во интерес на граѓаните? Значи,
фактички ние сме на истата страна. Ние го бараме истото и се бориме за истото што го барат дебармалци. Да нема градежни активности, да остане зеленилото. Меѓутоа, тука мора сојузник да биде владата на Република Македонија. Ако не сака, ќе се бориме заедно. Ние ќе сториме се што можеме да го сториме, да го направиме тоа.